Јули е месецот убиец. Просечно тоа е најтоплиот дел во годината. Статистички јули има најмалку 240 сончеви часови, со температури од 35 до 42, што здравствените проблеми ги зголемува за најмалку 20% повеќе од вообичаено. Најмногу работа имаат инфектолозите. Труењата со храна секој ден хоспитализираат по еден од регионот. Имаме веќе пациенти кои доаѓаат со симптоматологија на алиментарна токсоинфекција, труење со храна, и потешки пациенти за кои е обавезна хоспитализација, рехидратација, соодветно лекување, бидејќи оде доста драматично со тешки симптоми на високи на профузни повраќања, профузни проливи и со може да дојде до кардиоваскуларен колапс. Но опасност има и од водата. Посебно треба да се даде акцент на пиење на сигурна вода, значи бунарите, селските водоводи, значи природните чешми треба да бидат строго контролирани и вообичаено апел да не се пие таква вода застоена и таква вода, значи која не е сигурно бактериолошки проверена. Освен на стомакот, Јули е непријател и на срцето, па ризикот од инфаркти демне на секое ќоше. Ово е период кога ги има почесто во однос на периодите на годината, така да вообичаено е тоа да за овој период, значи вообичаено за честување, треба да сме на приправност бидејќи ќе ги има почесто, посебно за оние кои нема да се внимателни со топлите со условите климатските, со топлото, со земањето на терапијата, со начинот на исхрана на топлото време. Затоа лекарите советуваат се дисциплинирани во однос на своето здравје, во однос на исхраната, на внесување на течности, на лека исхрана, на физичка активност. Летото е одлично време за физичка активност, меѓутоа во ладниот период од денот. Дали Јули и сонцето ги предупредуваат луѓето? Конкретно јас превземам мерки во смисол на заштита на здравјето. Повеќе дома седам. Сокче нешто, чајче ладно, водичка, замиваме се малце. Подсенката и така, да. Секоја чест на предпазливите, но нив треба да ги послушаат и останатите. Јули не мора да биде месецот убиец ако не сме толку сигурни дека најлошото им се случува само на другите. Внимателно и среќно во месеците кога температурите ќе бидат високи до таван.